За општинските приоритети и градоначалниците се крстат на државни пари. Повеќето проекти кои се на врвот на листата на ветување за реализација се крупни капитални проекти, за кои општините пари немаат. Например, приоритет за Пробиштип и градоначалникот Атанасовски е патниот правец Пробиштип-Крупиште. За среќа на нас веќе е влезен во програмата кај Министерството за транспорт и врски и веќе напролет ќе почне целосна реконструкција на патниот правец Пробиштип-Крупиште во вредност од 6 милиони евра. Но Пробиштип планира изградба на старечки дом. Тука се надлежни Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална работа и политика. Тоа е еден од нашите приоритети кои што правиме преадаптација на просторот во здравниот дом на Нада Михајлова, каде што имаме огромен простор кој што не е искористен, има сите основни елементи за услови таму за старечки дом. Во Виница пак приоритет за Димитров е регионалниот пат Пекланска река село Бигла. Проект кој е од големо значење за виничани, но и тој чини многу пари. Овој пат ја крати општина Виница до гранично премен со Бугарија за 10 километри, а пред се знаеме дека меѓу село Истибања и Каменица има доста одрони, па голема е фреквентноста на возила кои што го користат овој пат. Значи овој пат се надеваме дека ќе влезе во програмата на владата на Република Македонија. Слична е ситуацијата и во општина Делчево, каде приоритети исто така се водоснабдувањето и инфраструктурата, но парите за нив треба да ги дадат други. Остварив почетни преговори со представници на Швајцарската конфедерација, кои што имаат намера овде во Делчево да инвестираат милионски суми, 7,5 милиони швајцарски франци, од кои што 6 милиони ќе донира Швајцарската конфедерација и 1.400.000 швајцарски франци владата на Република Македонија преку Министерството за животна средина и општина Делчево со свои скромни средства од 30.000 франци. Државната помош за општините е очекувана ако се земе предвид моменталната состојба на нивните буџетски сметки. Најголемиот дел од нив се блокирани, а побарувањата секојдневно растат. Дали и колку државата ќе им излезе во пресрет на општините ќе се знае наскоро, зашто за кратко време ќе се донесе буџетот за наредната 2018 година.